Доколку пред само неколку години Прилеп важеше за центар на фестивалскиот, спортски и адреналински туризам во Македонија, денес нема ниту бледа копија од таа приказна која што макотрпно со години се градеше. Прилеп, иако нема реки, езера или национални паркови во своја близина, тој својот рецепт за привлекување на туристи преку годината го најде токму во афирмацијата на овој вид на туризам. Според бројот на ноќавање и посети, овие настани го правеа Прилеп трет или четврт град во Македонија по посетеност, веднаш после Скопје и Охрид. Пиво фестивалот, меѓународниот карневал Прочка, фестивалот за народни песни и инструменти Пеце Атанасовски, театарскиот фестивал Војдан Чернодрински, джез фестивалот се само дел од уникатните културни манифестации кои што ги немаше или се уште ги нема во ниту еден друг град во Македонија. Денес сето ова едва и преживува на некоја стара слава, без поголема стратегија и организација. Ако Прилеп, особено за пиво фестивалот, се полнеше со илјадници гости од цела Македонија па и околните држави, денес тој личи на обичен селски панаѓур. Нема реклама, нема промоција, нема никаква организација, ја нема жарта со која со месеци наназад се подготвува овие настани. Овој фестивал порано се рекламираше на странски медиуми. Освен илјадниците автомобили, цели композиции на возови пристигнуваа во Прилеп, а во градот и околните градови немаше слободно место каде да се преноќи. Оваа успешна приказна комплетно замре. Прилеп денес никој не ни го споменува, веќе други градови како пример Струмица, Кавадарци, Дојран, кои што во минатото учеа од Прилеп, денес прават далеку попосетени настани отколку што беше пиво фестивалот. Поранешниот градоначалник Маријан Ристевски раскажува околу тоа како се правила дел од стратегијата за развој на туризмот во Прилеп и како изгледаше организацијата на пиво фестивалот тогаш, особено за најпосетениот концерт на Цеца во 2010 година. Прво, во однос на фестивалскиот туризам, сакавме да развиваме во различен дел од годината различни фестивали да привлечеме доста народ. Тука беше Пиво фестот, како еден од најголемите 3 фестивали на Балканот, кој се развиваше годините. После Екзит и Гуча беше трет фестивал по големина, кога повеќе стотици илјади народ идеа за тие 4 дена и навистина тоа представуваше една голема економска инекција за градот па и околината и за цела Пелагонија. Знаеме дека немавме доволно смештај, се бараше смештај плюс и во околните општини и градови како Битола, Крушево и така натаму. Имавме еден одличен меѓународен карневал, го имавме богатото културно лето во текот на целата година, имавме джез фестивал, исто така атрактивни славења на Нова година и како Свети Никола како заштитник, патрон, светец на градот, кога го направивме не само да биде патрон на градот и верски празник, туку еден вид културна манифестација, атракција за градот. Прво, да кажам, не е само работата да примите голем број на луѓе, туку тие луѓе треба да бидат безбедни во градот, да имат безбедно паркирање, безбеден влез и излез на градот. И тоа треба градот да го постигне. Станува збор, например, за еден од најголемите концерти, спрема официјални статистики, во градот беа влезени преку 25.000 возила од страна, зборувам за надвор од Прилеп, преку 300 до 400 автобуси и 4 композиции бесплатни возови од Скопје кои донесаа луѓе во градот. Некој можеби не верува дека Прилеп има капацитет да собере толку народ. Имаше безбедно, значи уште од влезалите на градот има безбеден GPS каде да се паркираат, како да излезат од градот. Дури имавме соработка со Министерството за внатрешни работи, сите оние кои има консумирано малку повеќе алкохол, нормално, тоа е Пиво фест, не е Боза фест, да се разбериме, да му се одземат клучовите од моторното возило, да бидат однесени во оксиџен бар, да отрезнат и да му се заблагодариме за присуството, да можат безбедно да се вратат дома. Значи, внимававме на сите аспекти и пред се на хигиената на градот. После тие големи фестивали кои што се одржуваа во Прилеп, Прилеп беше на вистина на едно од највисоките нива на чистота, практично и да не верува луѓето дека се одржал толку голем фестивал и толку луѓе после толку голема посетеност и нормално ѓубре и отпад да биде чист градот за само неколку часа, во утринските часови. Од организација на 2 до 3 дена дури и карневалот Прочка се сведе на едва еден ден, каде доколку не се дечињата од градинките и основните училишта да продефилираат со своите маски, не би ни имало карневал. Големи групни маски со возрастни маскирани лица скоро и да нема, а за посетители од странство нема веќе со години. Спласта одвојувањето на средствата, спласта интересот
за организирање на меѓународниот карнавал. Училиштата не добиваа веќе помош како што добива од локалната самоуправа за изготвување на своите маски. И тие вработените кои беа задолжени директно и индиректно за организација на карнавалот, некако беа на спореден колосек и тие немаа желба некако да се организира и ние за тие 4, тоест 8 години, полека не фати и таа пална корона, пропадна карнавалот. Карнавалот остана таков како што е и ова година и минатата година, тоест со маски кои се неверојатно добри, малку, но добри од учениците. Со неодвојувањето на средства, со намалувањето на наградите, со на некој начин деморализирани бевме и ние организаторите, бидејќи јас сум од почетокот до денес. Некако, кога немаш луѓе, немаш групи, се беше тешко со твоја средства за сместување, тие се релативно за општината ништо, но за нас се големи средства. Не бевме устојба да обезбедиме такви средства, за да можеме да ги сместиме тие 15-20 групи. Со сегашниот министер за култура Лутков разговаравме, кажа на кој начин можеме да подигнеме нивото на Прилепскиот карнавал. Со ова дискусија го запознав сегашниот градоначалник на општина Прилеп. Ме обети дека ова година пак ќе се враќаме, тоест ќе имаме тенденција на подобрување, тоест на враќање на карнавалот како што беше пред 7-8 години. Истото се случува и со други спортски брендови. Години назад Прилеп ја градеше приказната дека е срцето на авантуристичкиот туризам во Македонија. Болдеринг на Баба, болдеринг на Маркови кули Трескавец, планински велосипедизам во Мариово и други околни предели, параглайдинг на Трескавец, офроуд меѓународен надпревар со теренски возила. Се изгради дури и специјален полигон за мотокрос трки, маратони во планинско трчање, а сега голем дел од овие настани кои носеа странци од целиот свет, денес не ни постојат, а дел се одржуваат во сосема мал формат, без поголема медиумска покриеност. Болдерингот, за кого и најпознатата светска компанија за спортска опрема Петцел, дури сними и реклама во Прилеп, е сведен на минимум, иако вакви карпи има уште на само 2 до 3 места во целиот свет. Прилеп Опен, надпреварот во параглайдерство на Трескавец, не се ни одржува. Поголеми трки во планински велосипедизам, од типот на Мариово Offroad Experience, кога во Мариово се собираа дури и по 2000 присутни, сега нема. Прилеп сега нема ниту аутдор фестивал, иако имаш одредени обиди со организацијата на Плетвар аутдор фестивал. Планинската трка Крали Марк Ултра Трейл се одржува, но без поголема афирмација како порано. Од сите овие настани, огромен финансиски бенефит имаше како општината, така и економските субјекти во градот. Колкава беше таа финансиска инекција која што добива Прилеп? Дали може да се присети? Сигурно беше милионска сума, најголем бенефит гледаше чаршијата, преполна чаршија, исто така хотелите, таксисти, буквално се е поврзано. Значи, тие пари потоа не остануваат на едно место, едноставно вртат во локалната економија, а индиректно имаше бенефити локалната, преку плаќањето даноци. Ние понатаму тие пари од буџетот ги проектиравме за реализација на капитални проекти во интерес на градот. Видете, за да развивате туризам, треба и градот да го спремите, да може да ги прифати тие туристи, да биде уреден, да биде чист градот. Прилеп важеше за еден од најчистите градови во Македонија, со уредени паркови, уреден центар, да има квалитетно водоснабдување и така натаму. Тоа се основните услови, предуслови за да можете да примите поголема, да речам, количина на туристи кои би дошли и го посетиле нашиот град и задоволни би заминале од градот. Значи мора да бидете спремни. Јас мислам дека градот со една добра стратегија, пред се на социјално-економскиот совет, треба да разговара што понатаму во развојот на туризмот, да не каскаме во однос на другите општини, региони и другите држави, бидејќи ова значајна туристичка гранка која носи голем економски бенефит за градот. Треба да развиваме фестивали, треба да се постави прашање дали Пиво Фесто треба да остане во оваа форма, да се мени друга форма, да се измисли некој друг фестивал, дополнителен фестивал во различни делови од годината, што на вистина
ќе го продолжи приматот на градот како фестивалски центар во Република Македонија и овој дел на Балканот. Тука нормално реков поддршка не само локалната и јавните институции, тука треба мала поддршка и државата да дај, посебно сега Министерството за култура, каде и туризмот влегува како гранка, и секако бизнис секторот од градот со една општествена одговорност према градот, со едно чувство према овие манифестации, невладиниот сектор и секако медиумите кои се најбитни во реклама и презентација на сите овие манифестации. Прилеп нема ниту инфотуристички центар. Ако дојде странец, нема каде да се обрати што може да посети, освен ако не се добие за тоа препорака на интернет. Нема никакви организирани тури за странци во Прилеп. Градот и околината станаа слепо црево за сите посетители кои што прават кружни тури низ Македонија. Прилеп го одминуваат и не го посетуваат. Зошто Прилеп во овој момент е избегнувано страна на странските туристи кои што ја посетуваат Македонија? Останавме како некакво слепо црево, така да странците кои што доаѓаат пример до Битола, имаме голем број на такви групи кои што може да се забележат во центарот на градот како шетаат по широк сокак, додека ниту една од тие групи или сосема малку во текот на годината доаѓаат да го посетат нашиот град. Што е она што го прави проблемот за да тие странски групи не доаѓаат во Прилеп? Па, моје мислење има неколку причини. Една од причините е што недоволно приказни имаме направено ние за Прилеп, иако имаме можности, значи приказната за марковите коли скрос ја изгубиме на место да ја подобриме, да направиме некој, како што беше порано идејата, уште кој беше Пригановски градоначалник, имаше идеи да се направи жичари, ресторани, тоа сето изумре. Го нема. Се направи тој пато и неколку летниковци и тие се искршија. Значи не е само работата нешто да направиш, нешто треба и да го држуваш. До Трескавец има голем интерес и на странски и на домашни туристи. Пато не е како што треба направен, не е за со автобуси. Знаете, за туризам најбитно е инфраструктура, значи немаме доволно инфраструктура, немаме пат до Трескавец. Градов исто така, последниве, да не речам 7-8 години, е во катастрофална состојба од улици, од влезовите во Прилеп, наместо да се подобро, се влошува. Во градов исто парковите што беа, и тие се, еве ги се доисушија. Значи, еве ако ти како човек, што би сакал да одиш за во друг град, за во друга држава да видиш. Сакаш да видиш нешто интересно, убаво, така пријатно. Кај нас обратно. Ние кај нас кога ќе дојде во Македонија, посебно во Прилеп, другиот пат наместо да дојде да му кажа на други туристи да дојдат, тие ќе му кажа обратно. Ќе му рече нема што да видиш. Нема, еве и со пивофесто. Се намали скроз, порано пивофесто беше поим за во Македонија. Сега готово се изгуби. Па и другите манифестации, ети Прочка и тие се работи. И најмногу инфраструктурата, достапноста до Прилеп е најслаба. Во најлоша состојба се патиштата до Прилеп. И од страна од Битола, и од страна од Градско, значи Прилеп е во најлоша состојба, мислам дека во цела Македонија. Сето е до инфраструктурата и до приказните. Сега е многу полесно да се направи приказна за, меѓутоа и треба нешто да се направи за таа приказна. Значи приказна за музејот за Тутун имаме ние, така. Трескавец, Маркови кули, чаршијата беше исто, и таа сега некако се повеќе пропајджи чаршијата, кај што бе непознати по-ефтина скара, сега не сме ни ефтини па дори. Значи, исто нема настани. Еве Битола има секоја недела некои пејачи на игралиште, вамо таму. Ние од Прилеп одиме постојано Битола или Охрид на настани. Ајде да не зборуваме за Скопје во другиот период. Меѓутоа, во летниот период, цело време ние од Прилеп одиме на настани во Битола или во Охрид. Овде немаме никаков настан моментално во Прилеп. Марковите кули и древните цркви во населбата Варош, за кои што може да се сними и холивудски блокбастер, поради нивната богата историја и атрактивност, тие се оставени на забот на времето. Тврдините не се реконструирани со децении, без организирани посети, без никаква урбана уреденост на целиот простор за туристи. Црквите пак, чии фрескоживописи се бесценети, исто така не се отворени постојано за посета, освен со некое закажување.
Прилеп ги има едни од најуникатните музеи во Македонија, како што се музеот за тутун, кој што е втор во светот по својата вредност. Потоа тука е и археолошката поставка, лапидариумот, етнолошката поставка, галеријата на икони, поставката за роднокрајно музичко творештво, участакот спомен домот на Блаже Конески во Небрегово. Ниту една од овие поставки не е постојано отворена, освен со закажување, ниту пак се доволно афирмирани, а за нив не слушнале ниту поголем дел од прилепчани, а камоли пак странците. Моментално, како институција, не располагаме со доволен кадар за да можеме нашите музејски поставки да бидат отворени нон-стоп за посета на странци. Во нашата зграда, во која ги имаме трите поставки, етнолошката, лапидариум и етнолошката, таа е отворена до нашето работно време и со закажување на кога се тие слободни, без разлика дали се работи за странски туристи или за наши посетители. Еден проблем кој ни се промакнува неколку години после короната уназад, јас го гледам во незаинтересираноста на нашите туристички оператори, туристички агенции. Мислам дека ни една наша поставка и ни завод, нашиот комплетно завод и музеј, не е на мапата на нивните екскурзии кои ги водат. Културниот туризам се сведува моментално само на нашиот ентузијазам, на колегите од Завод и музеј, кои макотрпно со закажување на посети, со објавување на разни информации кои ги имаме настани. Активна е нашата веб страна, активна е нашата фейсбук страна, така да информациите верувам дека секој посетител би ги добил од социјалните мрежи. Меѓутоа, зошто не е музејов на поголемо рамниште према нашите туроператори, не знам. Меѓутоа, како кажав, проблемот наш е што немаме доволно кадар. Ако нашите кадри ги ангажираме во постапките, ние овде че немаме некој стручен кадар што може да се посвети на науката и на реализација на проектите кои ни се одобрени од Министерството за култура. Дали досега имате разговарано со државните институции да се вработат луѓе кои што би работеле специјално на таа посета на туристи? А научниот кадар да се остане како научен кадар кој што ќе си работи на проектите? Имаме разговарано, меѓутоа моментално, знаете, моментално состојбата е таква да не можеме некако да ги тераме вработувањата со стручните кадри заедно, па така да стручните кадри ги употребуваме во две основи, како кустоси на музејските поставки и како стручни кадри кои работат на тоа. Археолошките локалитети, како што се Стибера или Кралската гробница во Бонче, воопшто не се соодветно означени со патокази, ниту пак се уредени за посета, обраснати со треви и претворени во змијарници. Се чистат само 2 до 3 недели во текот на годината, ако таму за тој период се вршат одредени археолошки истражувања. Покажување на колеги по институции дека законот за експроприација ни прави големи проблеми. Нашите сограѓани не најдува разбирање за нашите потреби. Јас верувам дека не е откриено уште многу не е откриен простор во Стибера, а можеме да го користиме за вакви. Нашиот локалитет Стибера не е ни под национална основа, значи под завод и музеј во кој што ние само работиме или ископуваме, или правиме научни истражувања, или пак го конзервираме тоа во претходниот период што се реализира. Дали може би сите тие артефакти најдени на Стибера треба да се вратат во Прилеп и да се направи посебен музеј само за Стибера? Јас мислам дека тоа е една од најдобрите идеи, меѓутоа колку е тоа изводливо сега во овие услови, не знам, затоа што јас еве како илустрација и музеот за тутун сакаме, имаме идеја, желба, колеги сите да го преместиме во некој дел од градов. Меѓутоа, еве, вие сте сведоци, стално сте со нас, дека и музеот за тутун немаме моментално кај да го преместиме. Моментално бараме и просторија да биде една свечена соба за Алифет и Окијар. Значи, имавме таква изложба, имавме таква поставка посетена моментално оди низ градовите низ Македонија. Така да, тие се работи кои не се само за едно дневен разговор или на ниво на институција Завод и музеј Прилеп. Можам да наведам една позитивна работа. Спомен домот на Блаже Конески во Небрегово е влезен во туристичката мапа
на некоја скопска туристичка организација Војажер, која ги спои спомен домот Блаже Конески, спомен куќата на Петци Атанасовски и манастирот Свети Архангел Михаил и Трескавец. Значи тоа е влезена во светската тура и во таму светски туристички конгреси, не знам, се учествува во подпишувањето на спогодбата, дека стоиме на располагање на сите сите туроператори во земја и во странство со сите наши поставки да излеземе во пресвет. Веков, може ние немаме некој алтернативен туризам, меѓутоа го имаме културниот туризам на највисоко можно ниво. Прилеп како општина нема одделение за туризам, нема стратегија за туризам, ниту некој се грижи за состојбата на сето ова што претходно го истакнавме. Наместо една од најзначајните економски гранки која што носи голем економски бенефит и профит, туризмот во Прилеп не се ни споменува од надлежните органи. Едноставно, нема пари за култура, како тоа да е најнебитното нешто за еден град, а тоа е токму спротивното. Без култура и туризам има само сивило. Доколку не се промени оваа ситуација, Прилеп ќе продолжи да тоне во овој сектор, кој што е најголемиот афирматор на еден град и држава.